Добро, почитувани медиуми, штото ќе заврши 49-та седмица на Советот на општина Прилеп, би сакал да дадам една кратка изјава името на советничката група на Социјалдемократски сојуз. Како што бевте вчера информирани на нашиот прес, за денешниот дневен ред на Советот предложивме дополнување на точките со уште една точка, односно со предлог одлука за доделување на парични средства во висина од 600 денари од буџетот на општина Прилеп за 2012 година, во трајање од 4 месеци, ноември-февруари 2013 година, за социјално загрозените семејства во општина Прилеп спрема евиденција на Центарот за социјални работи Прилеп, а наменети како помош за надмирување на достојаните сметки за поскапената електрична енергија во наведениот период. Ова точка ја предложивме како дополнување со цел да излеземе во пресек на се поголемиот број на слабошни граѓани на општина Прилеп, а со цел да предстоите поскапување да ги надминат што полесно. За наше разочарување не наидовме на разбирање од советниците од мнозинството и сакам да ви информирам дека нашиот предлог беше отворен со 15 гласови од мнозинството на ДПМН со нивните коалициони партнери во Советот, додека нашиот предлог го прифатија 11 советници. Сега би сакал нашите почитувани колеги да излезат на ова исто место и да им соопштат на граѓаните и на сиромашните граѓани за кои што беше наменета оваа наша предлог мерка и да им објаснат колку и како се грижат за нивната сиромаштија и мизерија. Сакам да направам уште едно појаснување. Началникот, господинот Ристовски, советниците повторно го докажа нашето повеќе кратко повторување дека повеќе се грижат за спомениците и бронзата во градот, за што планираат да потрошат 15 милиони денари, а не да го решат проблемот на 2100 семејства, што би било за фаќање од буџетот за стварно скромни 0,5%. А исто така да и одговорам на госпоđата председател на Советот вчерашната пресконференција, дека со нивната програма, која што мислат да се повлече средства, тие движуваат само 100 партиски војници од ДПМН во тие проекти, а нашиот предлог е да се решат судбините и да им помогнем на 2100 семејства. Ќе се земам за право уште една реченица да кажам за нашиот прес на господата од ДПМН, да му сугерирам најдобро наверно на младиот читач на соопштенијата од ДПМН, да не чита се и се што му пишуваат и му предлагаат изнесува во јавност. Стварно не знам што му ветува да изнесуваат такви валканици. Тој што му го напишал, дека излези нека опрочита пред вас медиумите, а пак ние потоа ќе можеме со слобода да му објасниме колку пари сме зели од продажбата на ЕСМ, колку пари сме добили од тендерите и за нашите милионски имоти. Ама тоа ќе му го објасним не на телевизија, туку пред суд, за полесно да го разберат она што вчера не им беше јасно. Благодарам за вниманието.